Здравствениот систем во Македонија е целосно срушен. Болниците се руинирани, граѓаните не добиваат квалитетни здравствени услуги, лекарите немаат основни услови за работа, умираат родилки и бебиња, се пука по докторите. Македонија, според Евростат, е на врвот на листата со починати новороденчиња во Европа. Во земјава умираат 14 новородени на 1000 живородени. Дури 200 лекари годишно заминуваат од земјава. На Македонија недостасуваат над 2000 лекари за да може да го постигне минимумот за достапност на здравствените услуги до секој граѓан. Според релевантните меѓународни истражувања, Македонија се наоѓа на последно место во Европа по здравствените услуги, а на прво место како држава во која најстресно се живее. Трошоците за здравствените услуги се зголемени за дури 30% во изминатите години, според официјални податоци на Државниот завод за статистика, што покажува дека граѓаните плаќаат многу повеќе. Здравството е во огромни милионски долгови, а Никола Груевски потроши неверојатни 630 милиони евра за споменици. Според последните извештаи на Фондот за здравство, на крајот на октомври 2015 година, долговите на јавните здравствени установи изнесуваат 52 милиони евра, а обврските се 72 милиони евра. Нема пари за инсулин. Инсулинската криза трае веќе втора година, загрозен е животот на 36.000 пациенти поради опасности од гангрена, инфаркти, мозочни удари. 8 месеци стопирани се трансплантациите на бубрези поради нечија волја. 8 месеци животот на граѓаните кои што имаат најдено донор е вистински пекол. Се чека новата клиника за трансплантација во која ќе се вдомат партиски кадри. Никола Груевски и Никола Тодоров се главните виновници за хаосот во здравството и нефункционирањето на системот на здравствена заштита. Со 630 милиони евра за споменици ќе се решеа сите проблеми во здравството. 80 нови и опремени амбуланти низ цела Македонија чинат околу 20 милиони евра. Изградба на нов клинички центар нема да надмине 130 милиони евра. За 10 нови клинички болници во поголемите градови во Македонија се доволни 300 милиони евра. Дополнително ќе останеа 150 милиони евра за целосно нова опрема во здравството. За Никола Груевски здравјето на граѓаните не беше важно. За него беа важни само тендерите и провизиите од спомениците тешки 630 милиони евра. Корупцијата и криминалот на власта е на директна штета на здравјето на граѓаните. Кога Социјалдемократскиот сојуз ќе преземе одговорноста што ќе ја дадат граѓаните, ќе ги промени приоритетите и парите ќе ги насочим кон решавање на проблемите во здравството во интерес на граѓаните. Благодарам.